Добар ден, почитувани граѓани. Во текот на денешниот ден анкетната комисија за скандалот со прислушкуваните разговори не успеа да усвои дневен ред со цел да биде одржана седница на анкетната комисија. Напоменувам дека оваа седница беше најавена уште на 3.12. со завршувањето на втората комисија и на денешниот дневен ред требаше да бидат сослушани предложените од листите на ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За жал не смогна нити сила, нити храброст ВМРО ДПМН да се соочи со вистината по кој знае кој пат и одлучи наместо да пристапи кон конструктивна работа на анкетната комисија да ја обструира нејзината работа, да не го изгласа дневниот ред, за да не може високите државни и политички функционери на ВМРО ДПМН да се појават пред анкетната комисија и да одговорат на ненарачаните прашања на членовите на анкетната комисија, барем на дел од нас. Со жалење можам да констатирам дека Никола Груевски не најде за сходно нити да се обрати писмено до анкетната комисија, иако тоа требаше го направи до 7, а Зоран Ставревски се обрати денес, давајќи термин надвор од термините кои што беа посочени во писменото барање и јавното усно барање до анкетната комисија. Анкетната комисија не е партиски штаб на ВМРО ДПМН, за да можат Никола Груевски или Зоран Ставревски да ги одбираат термините. Термините се даваат со цел да допре до јавноста вистината и со цел да анкетната комисија брзо и непречено ја обавува својата работа и својата функција. Барањето на ВМРО ДПМН денеска да се стават точки на дневен ред е надвор од планот и програмата, бидејќи планот и програмата на анкетната комисија предвидуваат одржување на посебни седници за посета на државните институции поврзани со скандалот со прислушкувањето и беше во функција да се обели прљавиот образ на Никола Груевски за неговото непојавување за сослушување пред анкетната комисија. Анкетната комисија, без оглед на поведението на ВМРО ДПМН, ќе продолжи со своите активности секојдневни. Веќе за утре е свикана нова седница и на истата тема на дневен ред ќе биде сослушување на сведоците Мартин Протугер како прво посочен од листата на Социјалдемократскиот сојуз, со оглед на тоа што Никола Груевски денеска не се појави пред анкетната комисија и Зоран Ставревски како второ предложен од страна на ВМРО ДПМН. Одбивањето или непојавувањето на овие лица пред анкетната комисија да дадат изјави и да бидат сослушани не представува ништо друго освен јалов обид од јавноста да се сокрие вистината и истите да не бидат носители на политичката одговорност, бидејќи меѓу другото овдека треба да разговараме и за содржината на објавените прислушкувани разговори, како и одговорноста на овие носители. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија стои на располагање на ВМРО ДПМН на посебна седница да се разгледуваат нивните барања и да се формираат работни групи со цел да се посетат овие институции кои што денеска беше побарано. Тоа нити имаме намера да бегаме, нити некогаш сме побегнале. Меѓутоа, таков тип на седница треба да биде договорена и скоординирана и со цел да закажеме соодветни термини пред надлежните институции. Тоа што ВМРО ДПМН одбра во анкетната комисија да стави членови лица кои што се директно инволвирани во прислушкуваните разговори имаат конфликт на интереси, зборува само за поведението на ВМРО ДПМН, бидејќи очигледно е дека барем тројца членови од анкетната комисија кои што се инволвирани во прислушкуваните разговори немаат ниту личен, ниту политички интерес да на анкетната комисија се разговара меѓу другото и за нивните прислушкувани разговори. Продолжуваме понатаму со работа, јавноста ќе суди кој сака да се соочи со вистината, кој сака да се разговара за обелоденетите прислушкувани разговори, а кој сака со предложување на измислени точки на дневен ред да го одолговочи и оневозможи работењето на анкетната комисија. Како председател на комисијата тврдам дека можеме да ги исполниме сите законски предвидени услови за затварање на седницата и работење на седниците, иако
Напоменувам, иако не постои договор за затварање на седниците. Желба е на ВМРО ДПМН да се затворат седниците кога ќе сведочат нивните високи функционери. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со таквата желба не се согласува и ќе сториме се што е во рамките на нашата законска, деловничка, меѓутоа и политичка моќ да избегнеме затворено сведочење на Никола Груевски и врхушката околу него. Благодарам, повелете прашање. Никола Груевски имаше шанса да се произнесе во рамките на она што да се произнесе, не се произнесе и до ден денеска се нема произнесено. Она што сознание кое што ние го имаме, тоа е пресконференција на портпаролот на ВМРО ДПМН господинот Иво Котевски. Никола Груевски до анкетната комисија се нема произнесено дека е во можност да присуствува на 14 да биде сослушан и да даде изјава пред анкетната комисија. Воколку лично се обрати до анкетната комисија, ќе го разгледаме и во рамките на термините кои што анкетната комисија ги поседува, не ги има, а не термините кои што му се желба на Никола Груевски или на било кој од лицата кои што треба да бидат сослушани, истиот ќе му биде овозможено да даде исказ. Напоменувам дека листите се поднесуваат циклично, значи во моментот кога ќе се исцрпат утврдените две листи од сведоците кои што не се појавиле во закажаните термини, било која политичка партија може да поднесе нов предлог со нови листи. Никола Груевски можеби ќе се најде на листата на Социјалдемократскиот сојуз во следниот циклус, а никој не го попречува нити ВМРО ДПМН, нити било која друга пратеничка група да го предложи Никола Груевски како сведок, така што не му се оневозможува било какво право да даде исказ пред анкетната комисија. Од известувањата требаше согласно заклучокот на анкетната комисија, нешто беше јавно соопштено на седницата на 3.12. Известувањата требаше да пристигнат најдосна до 7, значи до понеделникот, кога јас ја дадов изјавата и јавно ги повикав да присуствуваат. До денешен ден, кажав, само лицето Зоран Ставревски си има обратено до анкетната комисија и дава термин кој што е надвор од термините кои што беа понудени предложени за период во кој што би требало да даде изјава, односно да биде сослушан, и напоменувам дека таа изјава е стасена денеска, 2 дена после рокот кој што ние како анкетна комисија, јавно јас како нејзин председател на седницата на 3 го соопштивме. На 3 соопштивме дека известувањата до сите 6 лица јавно беа повикани, треба да бидат пристигнати во Собранието на Република Македонија најдоцна до 7. Иако постоеше предлог од господин Сазов, беше констатирано и во записникот, тоа можете да го видите на самата седница, дека до понеделник, односно среда, и во вториот дел се јавно повикани своето известување да го достават до Собранието на Република Македонија, односно до анкетната комисија најдосно до 7 понеделник, што е нешто што ниту еден од 6 луѓе го нема посочено. Значи, не доаѓа тој што сака да ја сокрие вистината. А ако Никола Груевски немаше што да сокрие, ако Зоран Ставревски или било кој од 6 предложени други немаше што да сокрие, тој има личен интерес да се појави пред анкетната комисија да даде изјава, затоа што само на тој начин од себе ќе ги тргне сите сомнежи и тогаш ќе може слободно да му рече на Социјалдемократскиот сојуз што правевте вие изминатава година. Меѓутоа очигледно е дека овдека некој сака да крие. Очигледно е дека избегнува да дојде пред анкетната комисија, очигледно дека има намера да ги злоупотреби пратениците членови на анкетна комисија од ВМРО ДПМН да бараат затворена седница за негово сослушување. Што е тоа што е затворено во плацевите на Водно? Што е тоа што е затворено или класифицирано или таен податок во апсењето на Љубе Бошковски, во рушењето на Космос, во влечењето, се извинувам на изразот, меѓутоа цитирам, цигани за уши, во гревчињата кои што рака за рака се влечат за да гласаат. Што е класифицирано во 50 и кусур луѓе на една адреса на улица Максим Горки во Скопје. По што се тие тајно државни податоци? Што е класифицирано во Мерцедесот вреден 6.000 евра? Што е толку тајно да знаеме зошто Никола Груевски сакал и да има кожа со масажери и да има екрани за да може децата да гледаат филмови дека се возат во тој Мерцедес? Каде е тука тајноста? Што е државна тајна во тој податок? Има сведоци од НПП?
Значи ќе има два циклуса. Едно е дека ќе ги посетуваме институциите и тоа сакаме да го направиме како Социјалдемократски сојуз и како анкетна комисија, и второ е сослушување на политичарите. Посетата на институциите со цел да се прибават податоци во ништо не се коси со давањето искази од политичарите. Ние политичарите сме се одлучиле својот ангажман да го ставиме пред окото на јавноста. Никола Груевски и неговата тајфа одбира секаков начин. Прво, ова анкетна комисија да проработи. Второ, пред ова анкетна комисија да ги дадат своите изјави тајно. Знаете како? Суштината на постоење на анкетната комисија не е само за да изгласаме, за да констатираме. Ова анкетна комисија треба нешто да сработи. Суштината на постоењето на договорот од Пржино не е само дека сме постигнале договор, тој договор треба да се имплементира. Дел од имплементацијата е работата на анкетната комисија. ВМРО-ДПМН со ваквото свое поведение во целост го минира, меѓутоа и со поведението во преговорите и разговорите и за останатите отворени теми по Пржинскиот договор, во целост ја минира неговата имплементација. ВМРО-ДПМН неќе да се спроведе договорот од Пржино. Значи, од она што сум известен, во моментот кога дел од техничката служба нема да има безбедносен сертификат, председателот на собранието ќе мора на комисијата по моје барање да назначи лице кое што го има безбедносен сертификат. Од она што го имам како сознанија, и така ќе продолжи да работи, значи комисијата во техничка смисла. Од она што го имам како сознанија, повеќе од половината од членовите на анкетната комисија поседуваат безбедносни сертификати, така што безпредметни беа денешните барања. Работењето на анкетната комисија заради недостаток на безбедносни сертификати едноставно не може да биде доведена во прашање. На крајот на денот институциите може да ги посетат работни групи согласно деловникот од членови на комисијата кои што имаат безбедносни сертификати и за својата посета да достават извештај до анкетната комисија и таа работа може да се заврши во еден ден. Во еден ден ако се поделиме луѓето кои што имаме безбедносни сертификати, ако се поделиме, ќе можеме да ги посетиме сите државни институции, во вториот ден сите мобилни оператори или телеком оператори кои што беа надлежни. Значи таа работа ако се сака да се завршува во 2 работни дена. Меѓутоа, не на овој начин како што беше предложено денеска. Денешниот предлог е само во функција да не се отпочне сослушувањето, јавното сослушување на Никола Груевски во врска со скандалот со прислушкувањето. Поведението на ВМРО-ДПМН е држте го крадецот. Обструираа во целост работата на анкетната комисија за да ги повикаш понатаму другите, да ги обвиниш понатаму другите дека ја обструираат работата. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од 3 сведоци. На никого не му навлегуваме, нити му сугерираме, нити имаме право такво, кои од сведоците ќе бидат повикани. Во оваа фаза, колку што ми е мене јасно, одбра и ДУИ и ДПА да не предложат листи. Што не значи дека во вториот циклус нема да предложат или што не значи дека некој од функционерите на ДУИ или на ДПА нема да бидат повикани за сослушување од страна на Социјалдемократскиот сојуз или од страна на ВМРО-ДПМН. Навистина нити знам, нити имам претензија да знам кој кого планира да биде сослушуван. Она што знаме каква е стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз во анкетната комисија и како ќе се обелоденуваат повиканите сведоци, така ќе продолжиме со понатамошната работа. Значи тоа во моментот кога ќе ги дадеме на листа ќе ги видите.